На денешен ден, 16 септември, денеска е меѓународен ден за заштита на озонската обвивка. 1387 година роден е англискиот крал Хенри V, кој во текот на владењето од 1413 до смртта во 1422 година ја продолжи 100 годишната војна со Франција. Ги победи французите во 1415 година кај Азенкур и го освои Париз. 1736 година умре германскиот физичар Габриел Даниел Фаренхајт, кој во 1726 година го направи првиот термометар со жива. Тој ја создаде скалата за мерење на температурата од 180 степени, наречена по неговото име, на која точката на замрзнување е 32 степени. Фаренхајтовата скала се употребува во Соединетите Американски држави, а порано се употребуваше и во Велика Британија. 1810 година, со масовно оружено востание на селаните што го предводеа Мигуел Хидалго и Хозе Моралес, во Мексико почна борбата за независност од шпанските колонизатори. Тој ден е прогласен за национален празник на државата Мексико, која беше шпанска колонија од 1519 година. 1824 година умре францускиот крал Луј XVIII, кој владееше за време на реставрацијата на Франција по падот на царот Наполеон. Титулата крал ја доби во 1795 година, но вистински владееше од 1814 година до неговата смрт, кога на престолот го наследи неговиот брат Шарл X. 1861 година градот Загреб на Вук Караджик му ја врачи повелбата за почесен граѓанин, со која му се дадени сите права, слободи и добра на секој граѓанин на Загреб, според законот на старите народни обичаи. 1924 година родена е американската филмска глумица Бети Перск, позната како Лорин Бекол, сопруга на Хемфри Богарт, со кого во филмовите играше улоги на самоуверени, агресивни жени. 1941 година Хитлер му нареди на заповедникот на германските вооружени сили за југоисток да го задуши востаничкото движење на Балканот. Според Хитлеровата наредба, со крајна суровост мораше да се оневозможат партизаните и за убиство на германски војник смртно да се казнат од 50 до 100 заложници. 1959 година францускиот председател Шарл де Гол преку радио на алжирскиот народ му го призна правото на самоопределување. 1975 година Јужно-пацифичката држава Папуа Нова Гвинеа се стекна со целосна независност од Австралија. 1977 година во Париз умре Марија Калас, сопран, американска оперска пејачка од грчко потекло. Големиот гласовен распон и сугестивната глума придонесоа за нејзината светска слава. Родена е во Њујорк на 4 декември 1923 година. 1989 година умре Роберт Пен Ворен, американски писател и трикратен добитник на Пулицеровата награда, најголемо признание за новинарство, белетристика и поезија. Со светска слава се здоби со романот Сите луѓе на кралот, за која му беше доделена Пулицеровата награда во 1947 година. Роден е во 1905 година. 1996 година Романија и Унгарија потпишаа договор за окончување на сите спорови меѓу двете соседни земји, со што на Букурешт и на Будимпешта им голесни влезот во Европската унија и во НАТО. 2007 година умре Емилио Руис де Рио, шпански синеист, стручнак за визуелни специјални филмски ефекти. Учествуваше во снимањето филмови како што се Доктор Живаго, Лоренс од Арабија и Дина. Во текот на 60 годишната кариера работеше на снимање на повеќе од 450 филмови во Европа и Соединетите Американски држави. Соработуваше со многу славни режисери како што се Орсон Велс, Стенли Кјубик и Џорџ Цукор.